Соработката меѓу двете држави во текот на овие 3 децении беше навистина динамична. Во изминативе неколку години Народна република Кина редовно се појавува на листата на топ 10 земји со кои Македонија има најголем обем на трговија, но убеден сум дека се уште има доволен простор и можности за натамошно унапредување на односите во сите области, особено во економската соработка, трговската размена, инвестициите, но секако и во делот на културната соработка. За жал, морам да потенцирам дека односите меѓу двете пријателски држави последните години не се на ниво на кое беа пред 10 години, кога владееше атмосфера на меѓусебно почитување и постојана желба за унапредување на соработката во сите можни области. Почитувани, моето лично убедување е дека културата е сила која најбрзо и најдобро обединува и успева да ги надмине границите и поделбите, да ги негува и промовира различностите од секој аспект, и токму заради тоа верувам дека со поголема културна соработка може да се надеваме на поголема и економска соработка. По тие причини, на моje големо задоволство, како градоначелник на општина Карпуш, неодамна потпишав меморандум за соработка со Институтот Конфучи. Целта на соработката е взаемно да овозможиме услови и можности за изучување на кинескиот јазик, литература и култура, користејќи ги кадровските, стручните и просторните можности на двете страни. Преку меморандумот ќе се спроведуваат едукативни активности кои ќе бидат реализирани преку континуирано образование по кинески јазик за учениците и вработените од општината, во организација на институтот, како и преку организација на културните настани, семинари, работилници на заеднички проекти. Искрено сум среќен што Народна република Кина не ги дели државите на големи и мали по територија, туку големи и мали пријатели. А во изминативе 3 децении докажа дека Македонија ја цени како голем свој пријател. Затоа верувам дека во наредниот период пријателството и соработката на двата народа ќе се движат во нагорна линија, не само на локално, туку и на национално ниво.